Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Стејт департментот бара меѓународната заедница да биде обединета во барањето решение за ситуацијата во Сирија. Во САД расте бројот на домови загубени под хипотека. Американските научници направија попис на микробите во човековото тело. Еве ги најновите вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон од Вашингтон порача дека е време меѓународната заедница да биде конструктивна, вклучувајќи и Русија во изнаоѓање решение за кризата во Сирија и покрај различните гледишта. Кина објави дека се противи на воведувањето санкции за властите во Дамаск, еден ден откако францускиот министер за надворешни работи представи таква можност како поддршка за планот за примирие. Русија се противи на воведување санкции, бранејќи го незиното продавање оружје на Сирија, истакнувајќи дека не го крши меѓународното право. Според проценките, најмалку 10.000 лица се убиени од почетокот на кризата во Сирија, ланскиот февруари. Бројката на загубени американски домови под хипотека во мај се искачи на 9%. Наглото зголемување на собствениците на домови кои не може да ги исплаќаат ратите се случува околу 2 години, од почетокот на бавното опоравување на пазарот на домување. Денешниот извештај го објави компанијата Reality Track, која ја следи состојбата со домови под хипотека на национално ниво. Тим американски научници го завршија 5-годишниот мултимилионски проект за попис на речиси сите микроби кои живеат во еден здрав човечки организам. Научниците собрале 5000 примероци од различни делови на телото од 250 доброволци од двата пола. Експертите со години знаат дека во човековото тело има трилиони микроорганизми, во, како што го нарече, микробиономот. Утврдиле дека околу 10.000 видови на микроби се дел од микробиомот. Некои причинуваат болести, а други не прават проблеми. Во продолжение на Newsflash, падот на нафтените цени на светските пазари е одраз на континуираната загриженост за економската криза во Европа и забавениот растеж глобално. Со намалената побарувачка на црното злато, некои стручњаци предвидуваат дека цените допрва ќе паѓаат. Но што тоа значи за производителите на нафта и потрошувачите? Американските потрошувачи барем денови вездивно од високите цени на бензинските пумпи, но останува загриженоста за светската економија. Рајола Доер, виша економска советничка во Американскиот нафтен институт, вели се сведува на очекувањето дека ќе падне побарувачката поради кризата во Европа, финансиската загриженост за економскиот растеж во САД, па дури и онаму каде тој со побрза стапка како е во Кина. Бавниот растеж значи и помала потрошувачка, а за економиите што извезуваат нафта, секое губење на долар во цената за барел значи и загуба од милиарди долари профит. Иако повеќето стручњаци сметаат дека границата од $84 за барел и натаму е профитабилна, некои веруваат дека цената допрва ќе паѓа. Меѓу нив и уредникот за финансиски вести на порталот Yahoo, Мет Несто. Треба да очекуваме $70 и повеќе по барел. Важен удел имаат економските стравувања. Друг фактор е односот меѓу еврото и доларот. Цената на нафтата се пресметува во американски долари, така што колку е посилен доларот, толку е пониска цената. Доер додава дека влијаат и други фактори. Неизвестноста. Не знаеме што не очекува во сезоната на урагани, како Иран ќе возврати на санкциите, како пак тоа ќе рефлектира на севкупниот пазар. Се на се, стручњаците очекуваат зголемената побарувачка од растечките економии, како Кина, да ја пополни празнината. И покрај очекуваното намалување на побарувачката, тие пресметаа дека светот конзумира преку 1 милион барели повеќе нафта дневно, споредено со лани. Во третиот дел од серијата на Гласот на Америка за рециклирањето во САД, патот на пластиката, повторно раѓање во корпа за рециклирање, како едно пластично шише од Вашингтон станува чинија во Северна Каролина. Погледнете.
Досега ги следевме пластичните шишиња од продавниците преку контейнерите за рециклирање до фабриките каде се претвораат во зрна. Сега е време за повторно раѓање. Материјалот ваков доаѓа до нас, пошто го репроцесираме во друг производ. Марк Рат е управник во фабриката Peninsula Packaging. Токму тука зрната пластика стануваат производи, како на пример амбалажа за храна. Пластиката најпрвин се топи и рамни, пошто се обликува. Процесот е посложен од колку што изгледа. Провидните лушпи како овие ги ставаме во печка пошто се кристализираат. Се печат околу 3 до 4 часа. Наречи си 200 степени Целзиусови. Ваквата пластика се користи за пакување на храна. За да се направи тоа, треба да се истисне во тенок, но широк лист. Истиснувањето се одвива на неколку машини во погонот. Пластиката потоа се витка во ролни и оди во термоформирачката станица. Ја одвиткуваме пластиката во мощна долга печка, каде повторно ја затоплуваме, пошто ја обликуваме. Следна постапка е вакуумот, огромно ниво на притисок и, верували или не, дополнително рециклирање на пластиката што останала како фира. Така сета пластика во овој погон на крајот ќе стане амбалаж. Потребни се неколку дена, од кои повеќето минати во камион за достава за едно пластично шише од Вашингтон, на крајот да добие нов живот во Северна Каролина како тацна за салата. Мноштво работници, стотици километри и тони пластика. Индустријата за преработка на отпадот се чини не остава ниту едно парче да заврши навистина како отпад. А утре во Ньюсфлеш, милиони илегални имигранти завршија во САД привлечени од ситуацијата во која работодавци бараат ефтина работна сила. Нивните деца културолошки не се разликуваат од останатите врсници, но сепак наидуваат на пречка. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Ньюсфлеш, актот Дрим, лобирање за децата на илегални имигранти да добијат заеми за студирање. Гледате во утрешен Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.